од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Вестите што доминираат во овој момент доаѓаат од Пакистан и од Афганистан, но и папата прави наслови заминува за Блискиот исток, а од Америка диви пожари. Јас сум Лилица Китановска. Пакистанската армија тврди дека убила 140 исламистички милитанти во борбите во четвртокот во долината Сват во северозападниот дел на Пакистан. Според генерал-мајорот Атар Абас, акцијата представува полна офанзива за елиминирање на борците на Талебан во овој регион. Според Агенцијата на Обединетите нации за бегалци, приближно 500.000 луѓе ги напуштиле своите домови поради судирот, со што вкупниот број на раселени лица во последниве месеци во Пакистан нарасна на околу 1 милион. А вестникот New York Times денес пишува дека американски официјални представници признале дека САД се одговорни барем за некои од цивилните жртви во западен Афганистан неделава, што предизвика протести од локалните жители. Вестникот цитира неименувани лица од одбраната на во Кабул. Истражителите се надеваат дека за ова ќе можат да ги брифираат новинарите за ден-два. Папата Бенедикт пристигна во Јордан, неговата прва станица на еднонеделното патување на Блискиот исток. Патот ќе го одведе и во Израел и на палестинските територии. Лидерот на Римокатоличката црква ќе ги посети местата значајни за христијаните и ќе работи на подобрување на односите со муслиманите и евреите. Илјадници луѓе во Јужна Калифорнија бегаат пред пожари што брзо се шират. Уништени се десетици домови и повредени најмалку 10 пожарникари. 13.000 луѓе се евакуирани и не се очекува тоа да биде конечна цифра. Пожарите засега покриваат околу 600 хектари. За причината уште постојат сомневања. На конференција за европска интеграција на Западен Балкан, што се одржа во Вашингтон во центарот Вудро Вилсон, стручњаците заклучија дека за успех на регионот е потребна координација меѓу Европската унија, Соединетите американски држави и меѓународната заедница. Извештај на Јане Војаджиевски. Регата, не конвој. Тоа е патот кон Европската унија за сите балкански држави. Европеизацијата е неопходна за регионот и Европа треба да дојде на во Западниот Балкан, а не обратно. Заклучија неколку европски и американски експерти кои говореа на темата проширување на европското семејство. Три главни проблеми во правец на проширувањето на Западниот Балкан се институционалните пречки во самата Унија, глобалната финансиска криза и билатералните проблеми меѓу земјите, смета Отон Анастакис од Универзитетот Оксфорд. So that is to show that there is this wider climate of ambivalence. Во Европа е распространето чувството на амбивалентност, што им дозволува на билатералните спорови да го запрат процесот на проширување. Како да се забрза интеграцијата на регионот? Учесниците нагласуваат со силен поттик укинување на визниот режим за сите. Поранешниот советник за националната безбедност во кабинетот на починатиот македонски председател Борис Трајковски, Ислам Јусуфи, за Гласот на Америка вели дека Македонија има реални шанси до крајот на годината да добие визна либерализација од Европската унија. Македонија има направено многу. Македонија е кандидат земја, очекува да добие датум за преговори за членство на Унијата. Покрај визата, датумот на преговори е важен чекор за Македонија во патот кон Европската унија. Јас очекувам дека Македонија тоа што има направено во рамките на визната либерализација се големи работи, големи напори. Дали споразумето околу Грција се наметнува како главна пречка на интеграцијата на Македонија во Европската унија? Јас мислам дека Грција е земја кој фактично или историски има промовирано перспективата на Балканите и на Македонија за европски интеграции. Така се случи во 2003 година кога беше Солунскиот самит. По Солун кога се одржи, Грција беше од тие активни учесници за промовирање на европската перспектива на Балканот и на Македонија. Исто така Грција е еден од најголемите инвеститори во Македонија. Грција исто така најмногу посетена земја од страна на граѓаните во Македонија. Исто така јас мислам дека и Грција многу време има поддржено од аспект на напорите на Македонија за меѓународно поврзување или за разни билатерални и мултилатерални потреби. Соговорниците во Вудро Вилсон центарот заклучија дека бавниот процес на проширувањето на Европската унија создава нервоза кај аспирантите во исполнувањето на неопходните критериуми. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.
Во криза каква што е сегашнава, би очекувале дека луѓето ќе се свртат повеќе кон велосипеди, како поевтино превозно средство и затоа што возењето велосипед е добро за здравје. Но последната поголема американска компанија за производство на велосипеди не го издржа притисокот на лошата економија. Приказната за Cannondale Bicycle Company ја донесува Бери Вуд од Гласот на Америка во приложение. Однадвор, работите во Бедфорд, Пенсилванија изгледаат нормално. Зимата заврши, со тоа и ловот и почнува риболовот. Но гордоста на Бедфорд е производство на велосипеди. Секој од велосипедите што излегува од локалната фабрика има ознака рачно направено во Соединетите Американски држави и секој од нив често чини повеќе од $1000. Компанијата мајка на Cannondale, Doral од Канада, соопшти преместување на производството во Тајван. Тоа беше силен удар за Бедфорд. Майк Милер работел на бојадисување на велосипедите. Тој мисли дека неговото работно место може да биде префрлено во Кина. Кај многу од нас се јави сумневање дека тоа доаѓа. Според тоа како луѓето се однесуваа, ништо не беше во ред. 2/3 од 300 работници ја губат работата, со што невработеноста во Бедфорд скокна на 13%. Милер е меѓу тие што заминуваат. Дадена му е помош колку еднонеделна плата. Профитот на Дорал во 2008 бил рекорден, но со преселување во Азија, заштедата ќе биде $4 милиони годишно. Джеремаја Джонсон, кој исто така останал без работа, се жали на корпоративната алчност. Погледнете што прави Дорал. Тие купуваат нешто, го прават поевтино и потоа го произведуваат каде било. Дорал негира дека ја купил Cannondale за да го префрли производството надвор од земјата. Тој процес веќе бил во тек кога тие ја купиле компанијата, велат, а некои операции и натаму ќе останат во Бедфорд. Но тоа не им помага многу на жителите на Бедфорд, кои се чувствуваат измамени. Роксен, поранешен работник во Cannondale, смета дека е грешка бизнисот да се изнесува надвор. Треба да го чуваме овде, вели таа, во Америка. Но сделката е готова. До крајот на годината фабриката практично ќе биде затворена. Оние што бараат велосипеди направени од Америка ќе имаат тешкоти да најдат такви. Тоа беше се за оваа емисија News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска. Посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com.